Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на информативната емисија ТВ Објектив, а овој ТВ Објектив на КТВ го посветуваме на работењето на Сдруженијето на пензионери Кавадарци и оние новини кои што доаѓаат одовде, а тоа е изградбата на еден објект кој што се нарекува Дом за стари лица и забавно-рекреативен оддел. Во наредните минути ќе слушнеме повеќе околу овие дејствувања, исто така ќе се осврнеме на наплатата на членарината. Бидете со нас и проследете го разговорот со председателот на Сдруженијето на пензионери општина Кавадарци и општина Росоман, Бранко Шемов. Господин Шемов, благодарам што прифативте да разговараме во ТВ Објектив на КТВ за се она што е актуелно во Сдруженијето на пензионери. А реков во најавата, Сдруженијето започнува со реализација на еден проект, изградба на нов дом за стари лица, забавно-рекреативен оддел. Што значи ова, кога и како ќе се реализира и секако прашањето со чии финансиски средства? Благодарам на прашањето, но прво морам да кажам дека овој проект или овој објект почнати со барање одлука до владата или до државата, уште од поранешното или претходното раководство, но само остана на тие барање тие одлуки донесени. А ние се потрудивме тие одлуки да ги и барања да ги ефектуираме преку земење на документација или правење наша документација заедно со општината. Морам да кажам дека тука многу ни помогне општината, локална самоуправа и градоначалникот, нивните тимови, исто со нашиот тим тука, исто и со Министерството за труд и социјала. Тие дозволи се состоја согласност, многу макотропна работа беше да се изготват или да се земат тие согласности, многу бавна процедура. Пример, согласност мора да се земиме од ЕВН. Треба да се земе согласност од комуналец, од Агенцијата за катастар, од Министерството за животна средна и екологија, од Министерството за труд и социјала, за труд и социјала и Министерството за транспорт и врски. Исто така и од овој изисков, дека тоа е сеизмошко истражување, да не има некој да речеме на тоа подрача да нема такви работи. Подрача тако и моравме тие дозволи да ги земе да ги набавиме. Се е тоа набавено, исто детално урбанистички план е донесен. Во деталното урбанистички план тук го цитиравме, деталното урбанистички план и сета правна документација што следи со тоа. Тоа сета документација тука што ја направиме, така можам да кажам, сета документација што е пратена, сета беше до владата испратена. На ова сета документација конечно дојде до скоро завршена работа, уште се да се земе градежната дозвола, али не можеме да ја земем затоа што настапија изборите. И ни кажаа дека има писмо од владата и до собрание, исто така и градоначалникот, мислам и општината не може нивниот дел да го гради, а се договараме заеднички да го почнеме со градоначалникот и нивниот дел, старинскиот дом со 70 легла што го имаме и нашиот дел забавно заедничко. Значи, на ова локација ќе се градат два објекта. Еден дел на општината и еден дел на Сдруженијето на пензионери. Сега. Оваа локација е 1288 метри квадратни и поделена. Ние имаме околу 450 квадрати, општината има некаде околу 850. Општината ќе го прави тоа се 70 легла, што го најавува и градоначалникот, како геријатрија со сестри медицински, со доктори. Тоа ние не можеме да го постигнеме тоа. Тоа е неговиот дел, значи има два. Ова парцела 1288 метри е поделена на две. Едниот на урбанистички план, едниот е за локална самоуправа, другиот е за нас, како еве во нашиот. И тие мислиме дека заедно ние сметавме така, дека треба да го почнеме да го градиме, али несто од владата рекла, пошто ќе има избори, не смеете вика да градите, нити дозволот не е проблем, дозволот да се зема, ама нема потреба, не се ми дава дозвол за тоа што не сме да узурпира. Време на избори забраните секако. Значи, веднаш ќе кажеме, едниот дел го гради општина Кавадарци со Министерството за труд и социјална политика, другиот дел ќе го работи Сдруженијето на пензионери. Чии финансиски средства ќе бидат користени? Имаме ние финансиски средства користени некаде се околу
300.000 евра некаде се акумулирани од претходни години, благодарение на членарината. Тоа сигурно повеќе од 15 години што се акумулирала во пензионерското дружение. Тие средства стоат настана, цело време се настана и секојдневните врски ние што ги работиме, секојдневно тука балансираме. Со тоа го кажуваат и завршните сметки, се сме тука. А сите тие средства се стоат. Погрешно е тезата во која да се шири гласот дека ни оставиле нас како раководство како мене 400.000 евра, а сме ги потрошили, останали уште 150. Тоа не е точно. Тие истите средства цело време стоат. Се што само од добивањето на членарината со тоа се финансираме. Значи секојдневните врски или месечни или годишни ги имаме од членарината, плаќањето на членарината. Господин Шемов, да не запознаете и со натамошната процедура за изградба на овој објект. Главниот морам да кажам дека за правењето на идејниот и градежниот проект заслуга има, морам тоа да го нагласам, дека архитектот или архитект куќата, архитект К2, се вика архитект и дооскопи на Крсте Петров. И овој проект и идејниот и градежниот се донација. Тоа е донација од 8.680 евра. Тоа се неколку 500.000. Тие ни ги дадат донација благодарение за тоа што од Кавадаци он има многу работи на други места, али ни ја даде донацијата. Ние сме многу благодарни за сега. Другиот дел, бидејќи има два урбанистички плана, ние сега со општината, кога ќе се договараме, нормално кога ќе завршат изборите, мислим дека заеднички треба да го почнеме, за да остане таа фама дека еве трошат тие средства ненаменски. Знаете, у која смисла луѓето мислат дека некој од тоа че чари нешто, че прави тоа, така не домаќинско го работиме. Не можем ние тие такви работи кај нас го немаме тоа. Не сакам да учествувам во такви работи и како, али прво процедурата на тамошната ќе биде кога ќе се земе дозвола, кога завршат избори. Се зема дозволата и се распишува тендер. Тендерот се распишува, имаме комисија, имаме надзор. Тоа не може никој тука да и се односат одлуки преку извршниот одбор, па собрани имаме. Значи на 3-4 раци, што викаме 4 форума треба тие одлуки да ги носат. Гледачите и пензионерите сигурно ги интересира и што содржи овој дом, колку простории ќе има и каква ќе биде нивната намена. Структурата внатре, што содржи овој објект, проект или објект, внатрешната структура на простории се мисли, че има подрум, морам како форма да ги читам, околу 128 квадрата, приземје со ресторан од 87 квадрата, кујна од 12 нормално квадрата, санитарен чвор, магазин и тоа негде околу 131 квадрат село. После тоа имаме спрат, први спрат, имаме сала за игрорна и пеачка група. Да не користиме ние сега салата од Лазна Мица Врале, користиме сала зашто да плачиме сето тоа, кога ќе биде, у наш дел ќе биде. Библиотека ќе има, шаковски клуб ќе има, просторија за припрема ќе има, за соблекувална ќе има, ходник ќе има. Вториот спрат ќе биде канцеларија за председател, секретар и благајник. И сала за состаноци и просторија за собрание за состаноци. Тоа е втето. Горе ќе имаме тераса, зашто да не искористиме тој дел, да се адаптира со маси, со столеви, да речеме столици да има, посебно во летни периоди, да речеме со настрешници, со шатори, покриени, тие да се искористи. Тоа ќе биде сето за пензионерите. Што е најважно? Најважно е дека овој дом за стари лица, забрано рекреативниот оддел, се наоѓа во паркот, во која може пензионерите да уживаат во чиста еколошка средина и не е случајно избрана на оваа локација. Значи, многу е битно таму. Знаеш што значи сега да речеме, овој дом, тоа на улица мора да ја спомнам, Дисанска улица е тоа. Морам да кажам дека ова ќе биде уште едно катче каде ќе се дружат и рекреираат пензионерите, но и другите граѓани. Значи, треба јасно да се каже дека овој дом не се гради само за пензионери, сегашни пензионери. Овој дом се гради и за идните генерации, нашите деца, нашите внуци, затоа што
Ако порано се почнало со оваа изградба, обезвреднеа парите. Тие пари што ги имаме на сметката, не сакаме домачински, не сакаме да ги трошиме во екскурзии. Како порано се одело во Холандија, во Париз, во Вина. Тоа не е проблем сега да го правиме, че рече овој најдобар председател, така работа не сакам. Јас сакам домачинско нешто да остане. Па на крај кој до кога мислам дека ќе стигнем ќе го изградиме, али да остане за идните генерации. Знаеш што значи сега децата си ги земаш причињата, шеташ по паркот, шеташ после се навраќаш во домот, стари лица, мислам таму ресторан си има, се напиеш сопче, сите тие работи како ходи, да си прошеташ децата. И што и друго најважно, морам да го кажам тоа, дека овој дом нема да биде како тука да се играе карти, таму нема да се играе карти. Тоа нема да видите, ќе биде скоро забрането. Не може така игрането на картите лошо звучи. Тука го имаме долу, ние го имаме тоа. Тоа тука може да остане, таму не. И друго. И мора да има мислам, ќе биде целосно родова еднаквост и застапеност на жените. Не може само мажот. Значи, категоричко може да доаѓаат и жените. И жените доаѓаат, па заедничко, тоа е родовата еднаквост. Мора да биде застапено, што викаме, застапеност на жените. Може да се одржава чајанки, поседенки, како се вика тие работи, у тој дел. Сега, овие финансиски средства тие треба наменски да се искористат. Ние ќе отвориме и посебна наменска сметка, за да нема недоумици дека тие пари се до посебна наменска средства за финансирање се виката, или финанси, како да кажеме, за финанси. Наменска средства во врска со финансии. Да се знае дека кога се распише тендер, кога ќе се пријават најмалку 3, да речеме, овие градители што ги викаме ни гледажни компании, кои се појават, да се знае дека тие пари од таму се трошат. Сето ќе се биде честно, поштено, мислам со комисија, со надзорен одбор, со извршен одбор, со собрание и надворешни лица. Мора така да биде тоа. Секаде како што е секаде така. Изминативе месеци карактеристично е тоа што пензионерите во цела држава, па и во Кавадарци протестираа барајќи повисоки пензии, искажаа незадоволство од висината на пензијата, се бараше и до 5000 денари покачување. Исто така на овие протести ве прозиваа и вам дека не давате поддршка, дека треба да ве променат и така натаму, токму ради тоа што не сте ги поддржувале. Како гледате на тоа? Во врска со знам дека има протести и јас неколку пати учествував на тие протести, можда 7-8 пати, не знам оним 5-16 или колку држа од прилика да речеме. У почетокот учествував и своето мислење го дадев според статутот и законот. Но ние не сме надлежни како Сдружение на пензионери ни да ги покачуваме пензиите. Али имаме став за таа работа. И нашиот став, кога го даваме, лично јас сум давал ставови горе во Сојуз на пензионери. А Сојузот на пензионери има оформена работна група, заедно не само од пензионерите, туку Министерството за труд, о финансии и фондот за ПИОМ, работна група која работи. Слушате за овие покачувања, вакви антикризни мерки, сите тоа го. Се нашите мерки од Сојузот од нас предложени во Сојузот и од Сојузот предложени таму, сите тие наши мерки ги прифаќа. Затоа што најнови имаме познавање од таа материја, да речеме председателката Станка, таму е господин Илија Адамовски што е председател на собранието. Они ги и преку нивните, преку 20 членови што учествуваат во таа работа, сите предлози таму ги даваме. Еве кој предложи? Предложи јас тука ги давав и во Кавадарци и таму ги дегресивно или скалесто покачување. Тоа многу интересно, многу мислам уба. 8% пример се покачува пензијата. На кој месец, на кој интервал зависи кога е. Ако се покачува 8%, дегресивно значи, но оние што се повисоки пензии, 2% ќе му дадеш. Но вие другите како полека ќе ги нагираш. За да не дојде таа дискрепанца, таа една разлика, што одлетат 50, 60 и вие ќе остана со 15, 20, 30. Тоа не е можно. Со ова покачување на мартовските пензии, најниските пензии ќе добијат покачување од 600 денари, 5%, додека оние високите пензии ќе добијат и 3000 денари. Тоа веќе голема разлика. Тоа е голема, па за тоа го предлагаме. Ја бев еден присталиците од тоа преку Сојузот да се дегресивно или скалесто покачува. Мора тоа еднаш да се направи. И обичали, али тоа мора да го несат пратениците. Тоа мора да го несат пратениците. И не е касно. Ја не знам што чекаат до сега. Исто и за минималната плата. За минималната плата ја предложив. Не може више да има плата минимална 10.000, 9.000, 10, 11, 12, 13. Ја предложив.
од минимум да би под 15 или 16 да нема пензијевичи. Затоа што најголемиот тоа се негде околу 18-90 илјади примаат тие ниските пензии ги примаат. Знаеш што значи тоа? Тоа не може да дојде да гледате како се поскапува. Не значи дека ние не ги штитиме интересите. Со сите вие предлози, ама ние не ги носиме одлуките. Директно ние како пензионери тука. И затоа нас не прозиваат, ние сме криви, ни протестират. А ова цело време го кажуваме, а тој тука, и Сонив, и еднаш се собравме тука, и Јована Тренчевска ја викнахме. Министерката тука беше со иницијативниот одбор, за разговараме стално. Али сега они друга ситуација, идат нешто, некои други работи не прозиваат за некои работи, дека анонимки работи, такви работи пишува, не знам зашто. Може сега да дојдат тие обвинувања, да дојдат пензионерите кои што позиваат, да дојдат и да им ги покажете документите и стално ги повикам, когаш ви сака да дојде, и да понекогаш идели. Не сака, они не знам оваа политика, искрено да ви кажем, тука на оваа дружина не сакам никој политика се расправа. Ни ЕСДС, ни ВМРО да се расправа, нити некоја други овие партии. Не сакам никој што. Секој кој иде некој, викам, молим те, ајде замени, че те молам, не сакаме политички тука да разговарам. Само за интерес за пензионерите. Што треба тие? Само за тоа идем. Исто е она што е 1 март. Усогласување не може да биде 1 март и 1 септември. Мора да се биде 1 и 1 јули. 4 месеца губи, тие пари се губат пензионерите. И се уште не е донесло. Ја го очекувам секој момент да го донесат тоа собрание. Зошто да не го донесат? Тука 4 месеци губат пензионерите. Зависи кој како, ако отиде некој септември по-касно, разбираш, ги губи тие 3-4 месеци пензијата, ако има некој усогласување. Видиш, го губят. У тие дел. И у тие дел имаме ние предлози. Цело време ги даваме горе. И сега не зависи тоа сето од нас. Тоа мора сите пратеници да го не да се усогласат. Они се различно, знаете како, секој на своја страна и у тоа е работа. Исто така се залагаме и ова не е многу битно за болничкото лекување. Со диагностика да не се плаќа на пензионерите на 650 дена, бесплатно, како породно, сега во друг систем беше тоа. Над 65 години и тоа како предлог сме го дале во Скопје, мислам во Сојузот и овој фондот за БИОМ, да не се над 65 години, да не му се наплаќа на пензионерот болничко лекување и до диагностика. Тоа било порано и сега мора да се воведе тоа. Знаеш, 65 години сепак те во Слободична не дават големи средства. Исто, да се вратат домовите на пензионерите. Зошто да се водат на РМ? Уште се водат на РМ. Ами ти се на пензионерите. Зошто на РМ да се водат? Нема потреба од таа работа. После позитивната листа за лекарства, па мора тие поскапите лекари, овој лекарства, лекови, па мора да поевтино да ги дадете, не може да ги не може со неговите пензии да ги плаќа. Исто така друга мерка, што се однесува за ова, мора да го кажам, што се однесува во линеарното покачување. Линеарното покачување тоа е колку е мощна државата, колку пари може да го исплати. Нели 5000 се бараше тоа. 3000, 7000 и миним 18, тамо 15, 16, али сепак ова ако под 15, 16, под 16 не смее да има тие 90.000 ще се под 16.000. 9.000, 10.000 нема смисла више, тоа не е одржливо. Тоа мора една државата, мисля, пратениците, сите заеднички. Не може секој на своја страна влече. Заеднички тебе, сите да седнат да го донесат тоа. И ќе биде многу по-добро за пензионерите. Ја и лично да вика, против е стварно демократско право. По секој општество, сега но треба да биде одрживо и реално и во склоп со законите. И со економската моќ на државата, а не да се претвара во политички некои действувања, со непристојни етикетирања, дезинформации, лаги, вреđања, пишување анонимки, овој вака направо, онака направо, представки до МВР, судски органи, како во моја случај некои представки дават дека нешто од дрвата, од оваа хуманитарната помош во пакети ја дававме. Тоа сето го даваме во интерес на пензионерите од нивните средства. Тие не ги даваме лично. Мислам, некој од тоа што кој има кора, се знае колку плаќаш дрва, колку плаќаш за ова и толку си земиш дрва. Али тоа народот наш го зборува тоа, али сепак насилно менување, да се сменеле ова, ние домаќински, за тоа што тоа го завршните сметки го кажуваат, нек него завршна сметка ја донесе. Кога е мандатот на ова раководство? До крајот на октомври.
Оваа година. Да, оваа година, до крајот на година, ќе има повторни нека повелат кој мисли дека подобро работи. Нема луд до тоа. Сите се менливи, али сега уште мандат трае. И наеднаш чекај подпис изберен ќе го смени мандат. А причината не се кажува причина, затоа што не иде тука добро како сега, што го објаснува да се информират. Еви документи се документи тука се има тука. Кој сака може да го секое време. Зошто да пишува анонимка и не се подпишуваат група пензионери. Не е фер. Кажи се лично, ако имаш кај што имаш да кажеш, дојди тука и готово. Но сепак, вистината и домачинското работење ќе излезе еднаш на видели. Тие таквите луѓе што надоа секогаш ќе се препознаваат, некогаш не се закануваме ние со тужби што такви, знаеш, тоа навреди што одат, мада има елементи за такви работи. Не сакам да навлегувам да се карам со луѓето. Утре нашак сите имаме деца, внуци, не сакам да не живееме, мислам, заеднички да видим. Се од тоа сакам да го кажам, значи тоа е една темна страна во нашето, како кажам, сваќање на демократијата. За некакви лични цели и интереси. Мора тука нешто да постои, некоја друга позадина, побуди политички или вакви, или да се дојде да се смене јас да дојдам порано ќе работам, дај Боже некој порано нека работи. Али сепак ова раководство, мислам на сите пензионери, заедно со извршниот одбор, со собранието, со сите органи, имаме успеси. Постигнаме добри успеси. Еде дом готов више, дозвол да се гради домот. Тоа више завршена работа. Отидовме во Словенија. Тоа никогаш 10 години, никогаш претходно не ги однеме во Словенија на трето доба фестивалот до Словенија. Хуманитарни пакети 2000 поделивме. Имаме во фантази дневен оброк на пензионер што е со ниски примања да може да си земе некој самец е дома или сама, знаеш, ако може да си земе секој. Мада има и други некои фирми што го работат тоа, али може да си земе слободно. Значи тоа е и за тоа не случајно оваа пакета ни е дадена за хуманост. Од тие причини не е дадена пакета. Сојузот на пензионери. Само едино здружение во Македонија од 53 здруженија ние сме, едино доме за хуманост. Од тие аспект се дава тоа. За разлика од порано не знаеше дека не можело да се направи тоа. Али е важно да се користат средствата наменски. И за тоа ни е ваа намена да не зборуваат, еве се паричи и потрошат по екскурзии, вамо одат, се исти луѓе одат таму. Не можеме ни да го забраниме тоа некој да запишува. Не можеш да речеш ти, не можеш да сликаш ти човек. Значи ние голема ширина имаме во тие дела. Скроз демократски настапуваме. Многу важен момент е во оваа емисија да се осврнеме и на плаќањето на чланарина, бидејќи на овие протести на пензионерите се слушна, се повикуваше пензионерите да не плаќаат чланарина, бидејќи има незадоволство од Сдруженијето на пензионери. Што значи доколку пензионерите престанат да плаќаат чланарина? Чланарината изнесува некаде, порано беше 180 вкупно, сега е 170. Од тие 170 дена, 30 денари се од пензионерите ја подпишуваат со самата изјава која ќе стапат на 62 жената или на мажот 64 години возраст, изјава подпишуваат дека ќе плаќа чланарина. Тогаш што ќе подпишал веќе нормално тебе се плаќа чланарината. И таа чланарина се оди во фонд за пензиско и инвалидско осигурување, после се дава по сојузот и по општинските, да речеме, Сдружение на пензионери. Тие 30 дена, 27,5 се за нас, за Сдружението, 2,5 денари се за Сојузот, за финансирање за неговите активности на Сојузот. Таму се рече колку ги има председател, заменици, сете таму тие органи што ги имат, они извршен собрание, нешто 5-60, колку се домосумници, има комисии и од тие се финансираат тие и некојаш му помагат на некои здруженија кои што се помали, да речеме. Чучер Сандево има, Лозово, некои смиолиски, 40-50 му дават помош за струја, за ова, ги се важно преку сојот и они ги помагаат тие веќе. Сега овие другите што се 140 денара, 140 денара тие се за посмртнина.
И сега се поставува прашање, цело вика, не плащаме членарина, посебно преку овие протести или обични граѓани што ми јас вика не плаќам некои многу ниски пензии нешто. А викам да губиш правото на посмртнина. Ако сега ја пример не платам членарина или кој да не платам, оно губиш правото на членарина, ова на посмртнина. Тоа се 30.000 беа, сега ги повечува 35.000. 35.000 се равно на 17-18 години да плаќаш цело време. Што значи? Значи тоа е солидарен фонд. Тоа го објаснам. Регистриран солидарен фонд, тоа се посебни пари на посебна наменска сметка стоа. Не смее никој да ја чепне. Ни председател на држава, ни председател на пензионер, никој не смее да ја чепне. Тие се наменски посебни пари. Тоа е кривично дело. Тие се само исклучува за посмртнината. Кога ќе почине, не дај Боже, некој порано, некој покасно, али за тоа е солидарен за некој после 64 години, не дај Боже, починува, некој починува 80 години, некој и му се дава 30 тиери. И многу често ме слушам, кај од нашите пари тие од посмртнината 140 денара? Одат викам за тоа. Тие се во фондот цело време се збират. И секој се исплаќа на тие. Не дај Боже. На семејството на починатите се плаќа. И тоа не може никој да ги чепне. Тоа не може тоа е чисто кривично дело. Не сме изо тоа до сега, никој не се осудил. Само и сега тие се исплаќат само на ваквото на трансакционната сметка. Порано се исплаќале по здруженијата, на кастата се исплаќале. Други со посмртници и да. Сега више тоа го има, вика, знаете, сега е електронски вичи и така го плаќаат луѓето. Еве на крајот нашиот разговор, кажете ни или да ја слушнеме вашата препорака до нашите гледачи или членови на Сдруженијето на пензионери. На крајот би им препорачал на пензионерите да не се секираат дека и понатаму ќе ги одржаваме традиционалните сите овие активности што ги правиме ние секоја година. Нашите активности знаете по статут како цели се зацртани. Прво да почнеме по поважните работи, да речеме, во врска со членарината кај ОД, дека се грижиме за огревно дрво, за банјско лекување, за социјално здравство, ако има даваме еднократна парична помош, зависно од болеста на луѓето, има комисија за здравство, која го оцени тоа според правилникот и даваме тие средства. Значи, сите средства се дават од нив за нив. Како влегуваат, така се даваат. Исто, за спортски надпревари, пеачки игровни групи, за надпревари републички, регионални републички, за такви работи, хуманитарни цели, и многу некогаш ќе добиваме и хуманитарни цели, вако помошни, да речеме, ЗГН 2-3 пати помошни дава, и вие тука сте дошли, се снимале, да речеме, во суплементи или витамини, што ја викаме ние, во шекер, крв, сите тие работи, тука имаме посебно жена тука, што иде тука секоја среда, се мере шеќер и крв. И сите тие средства, сите средства одат за таа намена. Значи наменски скоро за пензионерите, за нивните традиционални, секојдневни, со години тие работи што се работеле. Нормално, екскурзии, посета на манастири, сите тие работи. И на крајот на сите пензионери им посакувам прво многу здравје, долг живот и добри меѓулюдски односи. Што е најважно, со повеќе дружење меѓу себе и почитување. Тука го завршуваме ова издание на ТВ Објектив. Информиравме и слушнавме за се она што е актуелно во Сдруженијето на пензионери, општина Кавадарци и општина Росоман. Благодарам што бевте со нас, имајте секој добро.